Почитувани гледачи, добар ден. Време е за нова епизода на Медицинско катче. Светската статистика вели дека секоја година во светот се случуваат околу 37 милиони скршеници. Или практично секоја минута по 70 скршеници. Доколку ова се подели во секунди, значи секоја секунда некој човек на земјината планета крши некој екстремитет. Во престојот на следните месеци, кога очекуваме снег, зимски спортови, секако треба да се очекуваат и повреди на екстремитети. Утрово на оваа тема зборуваме со доктор Даниел Јакимовски од приватната болница Аџибадем Систина. Тој е трауматолог и ќе ни каже има ли начин да се заштитиме, меѓутоа и доколку скршиме рака или нога, како да се третираме понатаму. Докторе, добар ден. Добар ден. Најавив дел за она кое што ќе биде тема во денешната емисија, тоа се скршениците. Во текот на ни предстојат зимските месеци, очекуваме мраз, снег. Има ли начин како да се заштитиме и каде сме ние во оваа фрапантна светска статистика? Па, во однос на статистиката сме валјда дел од оваа статистика. Мислам, од овие бројки ние придонесуваме. Немам точен податок за мислам за бројката во Македонија колку имаме на годишно ниво, но секако дека имаме, посебно во ни се поделени по летни повреди и зимски повреди. Сега актуелно ни доаѓа зимата, така да сега ни се актуелни зимските повреди. Превенцијата е да се внимава максимално и во секојдневното живење и во спортовите кои се применуваат во зимскиот период. Се случуваат ли често фрактури? Еве, ваше во искуство имате долгогодишно искуство. Имаме ли некои екстреми, пример некоја година да имате екстремни скршеници на раце и нозе? Што вели вашето искуство? Па, видете сега со оглед на тоа дека се помалку имаме снег последните години во Македонија, имаме 2 зимски центри и на, мислам, како домашни скијачи или лица што скијат по ски центрите, ако нема снег, се намалува бројот. Али често имаме и од соседните земји, наши државјани кои скијат во соседните центри, па често ги земаме ние со наше возило од таму или доаѓаат со возило од таа држава и се третираат кај нас. Така да, без разлика дали имаме снег или не, ако има во околината и тогаш сме засегнати да имаме наши пациенти, државјани на Македонија. Што е со лекувањето кај повозрасните? Често сме сведоци дека кога е најладно и кога има и снег и мраз, одат на пазар, ги посетуваат болниците, меѓутоа се најзасегнати, бидејќи и возраста е проблем овде. Да, со оглед за повозрастната популација, со самата возраст си идат и тие промени на коскените структури, така да и мали повреди, на изглед за нас мали повреди, доведуваат до големи трауми на коскено-скелетниот систем, така да една банална или минорна повреда еден пат може да предизвика фрактура на колкот, фрактура на подлактици, фрактура на рамо, така да возрастната популација е вистина засегната и мој апел е до таа популација да внимава, поготово да се движи покасно во тек на денот, да излегува од дома, затоа што утрата се секогаш замрзнати и да нема снег, самата влага подмрзнува, така да многу лесно може да доведе до пат. Како се лекува? Доколку констатирате дека има фрактура, кој е патот за лекување? Голем дел од нас, мислам, веројатно и вие и јас во текот на детството не сме поминале со гипс, оној класичниот начин на лекување. Дали се третираат на тој начин и кога се прави оперативно се решава проблемот? Да, сега во зависност од типот на фрактурата и за која регија зборуваме, различни се типовите на лекување. Сега пак ви кажав, моментално имаме голем, имаме избор на помагала од типот на ортози за конзервативно лекување и имаме дополнително нови методи на лекување, односно со нови материјали, така да имаме еден поширок опсег на избор за лекување. Сега најчесто, ако зборуваме за повозрастната популација, пак ќе ви кажам се повредите на колкот, на подлактица,
на рамо. Тие фрактури најчесто завршуваат оперативно и мора да ги третираме оперативно и тоа мора да се третираат што побрзо. Идејата е повозрастните пациенти да станат што побрзо на нога, да се вратат во едно нормално функционирање со цел да го избегнеме оној момент на залегнување и пропратните проблеми што ги носи самиот момент на недвижење. Споменавте помагало. Кој бира со какво помагало ќе биде лекувањето? Па обично бира хирургот, докторот кој го врши лекувањето и во зависност пак ќе кажам од повредата да ако се одлучиме за конзервативно лекување или за оперативно лекување имаме избор на материјали. Прва помош при пат или при скршеница. Може ли некој редослед да им кажеме на гледачите што се треба да направат бидејќи родители со мали деца одат на скијање, меѓутоа може и на секој од нас да му се случи да падне и да направи фрактура. Да, сега вака за кога зборуваме за скијање, односно за во ски центри и нашите ски центри во околината и во Европа и во светот, малтене сите се опремени со медицинска екипа кои реагираат на лице место. Прво е скијачот штом падне некаде, ако веќе не е во неподвижна состојба, таа медицинска екипа оди, го имобилизира на лице место. Тие имаат шини за имобилизација и некакви ортози за имобилизација, го симнуваат до најблискиот центар медицински, таму се прават испитувањата, почнуваат испитувањата. Пред се, тие не располагаат со компјутерска томографија или со магнетна резонанца, најчесто имаат некои мобилни рентген апарати, али доволно е да се види прво дали има некаква скршеница. Па понатаму оди, евалуацијата на повредата. При скијање најчести повреди се на коленото. Тука страдаат менискусите, предниот крстен лигамент, потоа фрактури се исто тука на подколеницата, на рачниот зглоб, на рамо се чести, и чести се на клучната коска, така да овие се некои вака најчести повреди при скијање, али најмногу пред се страда коленото, затоа што е фиксирано за скијата и во самата скијачка чевла, така да целиот удар на повредата е на коленото, примарниот, првиот удар е во коленото. Колку е опасен овој пат, зборувам и какви последици може да настанат доколку не се даде на време прва помош? Видите сега, пред се треба да се прописно да се носи скијачката опрема, односно да се носи и кацига за скијање, се со цел да се избегнат повредите на главата, кои се може да бидат и фатални во некои случаеви. А овие други повреди, имаме време да ги евалуираме и да реагираме. Кога зборуваме за повреди на менискусите или на предниот, задниот крстен лигамент, тогаш тие повреди чекаме малце да се смири, затоа што се од почеток сева голем оток, сева болка, внатрешни промени во самиот зглоб, чекаме да се смират, па операциите се обично за месец дена од повредата. А фрактури кога имаме на подколеница или на кој друг дел на телото, тие мора да се решаваат зависи за која фрактура зборуваме, али некои фрактури се решаваат и во првите 6 до 8 часа, некои другиот ден се во зависност од типот и на фрактурата. Колку е периодот на опоравување, бидејќи секогаш кога завршуваат луѓе на траума, нели панично реагираат, станува збор сепак за движење, посебно ако е на нога, дали се зависи од типот на фрактурата и има ли некакви временски рамки, колку време поминуваат во болница, потоа на физикална терапија и колку време им треба да застанат на ноза после целиот процес? Да, за жал фрактурите, повредите одземаат долго време на лекување. Обично лекувањето трае и до 2 месеци некогаш, вклучувајќи тука и физикалната терапија. Нашата идеја е што побрзо да ги ставиме пациентите во нормалното живење, односно да можат да движат, али за жал природата одлучува така да треба време да самата коска зарасне, а тоа време е отприлика околу 6 недели. Без разлика дали се третира конзервативно или ја третираме оперативно, зараснувањето на коската бара време. После тоа претпоставувам физикална терапија продолжуваат кај вашите колеги? Физикална терапија, да, исто нашата клиничка болница располага со
најмодерен центар за физикална терапија, така да обично постоперативно или конзервативно завршуваат потоа на физикална терапија, така да има еден пат што треба да се изоди, али ако е се испланирано како треба и сработено како треба, пациентите застануваат на нога и си го продолжуваат нормалното живење. Така. Травматолог сте, веројатно сте виделе многу случаи кога нели навидум пациентот е здрав, меѓутоа има и внатрешно крварење како резултативе се извинувам на пат, па може и во скијачки центар, меѓутоа и при сообраќајки. Колку е тоа опасно и има ли некаков зборувам тек на прегледи при кој што може да се одреди вакво нешто? Да, значи ние имаме травма протокол, се вика тој травма протокол, уствари тоа е компјутерска томографија на целото тело. Секогаш кога имаме повредени пациенти, дали е тоа скиење, дали е тоа сообраќајна незгода, се што вклучува поголема травма, правиме компјутер на целото тело и во тој компјутер ние одгледаме од главата до буквално сите системи на телото, така да тука ги откриваме уствари дали имаме крварење во мозок, во бели дробови, затоа што често се дешава да настане контузија, фрактура на ребра, фрактура на череп, мозочни крварења. Така да тие пациенти ни влегуваат во политравматизирани пациенти, односно кога се повредени повеќе системи на човечкото тело, односно понекогаш имаме пациент кој има мозочно крварење, има фрактура на рака, да речеме има фрактура на нога, така да тие се едни комплексни пациенти што бараат една долгорочна нега и вклучување на повеќе специјалности во медицински специјалности кои заедно како тим ги лекуваме тие пациенти. Односно неврохирург, травматолог, некогаш и абдоминална хирургија кој има повреда на абдоминални органи, така да има разни случаи. Ги прашувам скоро сите ваши колеги кои што гостуваат во нашата емисија, успешна некоја приказна каде што се мислеле дека лекувањето ќе биде подолго, дека нели може да се случи и да не застане на нозе, меѓутоа тоа завршило позитивно и онака како што не сте се надевале во првиот момент. Да, сме имале многу пациенти, сега во моментов не можам да издвојам некој посебно, али морам пак да напоменам за кога зборуваме за овие баш политравматизирани пациенти, тие се вистина тешки пациенти, некогаш и живото загрозувачки. И сакам да кажам дека во 100% нашите пациенти излегуваат од болница на нозе, што се вика, мада морам да напоменам после неколку месечно лекување. Така да тие се вака некои моменти што вистина е многу битен моментот на комбинација на тие специјалности кои учествуваат во лекувањето и од тоа зависи успехот на лекувањето. Можеме ли да одвоиме кои се подобри пациенти, децата или возрастните, или да го свртиме прашањето од обратната страна, кои се понепожелни пациенти? И поодговорни. Да, така сега. Со децата имаме малце проблем, поготоа со помалите дечиња, кога не можат ни да кажат што ги боли, така да тука имаме еден мал проблем околу диагностиката и понатамашниот третман. Али во главном се интересни се дечиња дека пациенти и среќа на природата дека нивното лекување најчесто е конзервативно, некои овие што се основни фрактури што ги стекнуваат во живењето, така да полесно ги поминуваат и помалку треба време за зараснување на коска кај дете него на возрастен, така да тој природата ги заштитила на тој начин. Со повозрастните пациенти имаме исто добра комуникација. Има пациенти кои не слушаат и што слушаат. Јас секогаш знам кога ќе дојдат на прва контрола дали слушаат или не. Се познавам по начинот така за разнувањето. По клиничката слика, реалната што ја гледаме, така да. Докторе, зборувавме за малку непријатна тема, меѓутоа еве да им препорачаме на гледачите дека сепак треба да уживаат во снегот за крај на интервјуто. Една препорака и да не се плашат, нели крајот на криштата, сепак и да има фрактура, има начини за лекување. Така е. Не, зимските спортови се едни од најубавите. Јас сум љубител на зимските спортови, тука и движењето во шума, планинарење, така да сега немавме време да ги разговараме сите овие теми, али да, треба да, и тоа е убаво и здраво да се движат луѓето во планина, да скијат и се натаму.
само со внимание и со адекватна опрема за движење, да речеме во природа, со адекватна опрема за скијање. Апел до повозрастната популација да внимава максимално во изборот на тајминг на денот кога да движи надвор и прописни обувки да носат, така мислам да не одат со летни папучи. Да, летни папучи, па да биваме да дојдат до проблем со падови и така натаму. Ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Почитувани гледачи, ова беше доктор Даниел Јакимовски од приватната болница Аџибадем Систина, травматолог. Останете вие со нашата програма, очекувајте го издавањето на Весникот и секако следете го нашето веб издание. Во меѓувреме секако зимата ни предстои, очекувајте го првиот снег, подгответе се за скијање, меѓутоа внимателно. Ви благодарам за вниманието.